На списокот на зеленчук и овошја во Македонија се најдоа уште две карактеристични примероци на зеленчук и овошје. За што се работи, разговараме со штипјаницот господинот Владо Милановиќ, кој што може да се каже дека е единствен во Македонија кој ги има на своите плантажи. Тие имаат и лековити својства, многу се вкусни, многу се интересни, но веќе и за нив има обезбедено пласман како на домашниот, така и на странскиот пазар. За што се работи, некои повеќе детали ќе ни открие домакинот, господинот Милановиќ. Господин Милановиќ, добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 5. И веднаш на почетокот да ја демистифицираме оваа работа. Добивте лиценци за два примерока на зеленчук и на овише. За што се работи? Добар ден пред се на гледачите на Канал 5. Значи, приказната ја почнавме уште пред 2 години, ја продолжуваме и оваа година, со тоа што веќе станавме озбилни производители на екзотични растенија и веќе на листата на македонски производи ги ставивме карелата и киваното. Што е карела, што е кивано? Киваното е, да кажеме, од врста на овошја и ја веќе имаме трета година на нашиот пазар. Многу е здрава за консумирање и имаме пласман за неа за западните земји. За граѓаните малку поблиску на што таа асоцира, на што би било најблиска до она што ги знаеме како наши други македонски овошје? Па нема македонско овошје кое е слично на киваното, бидејќи тоа сепак се работи за екзотично растение и екзотичен вкус. Тука е мешавина на, да кажеме, зелена банана со лимета, така да таков вкус. Да. Што е со останатото, со зеленчуков? Зеленчукот кој што го држам во рака, тоа е таа позната карела, која што јас веќе уште од ланија донесов во Македонија, меѓутоа оваа година ја имаме во поголеми количини и тоа е навистина едно здраво растение кое што препорачувам за секој граѓанин кој може да го набави, да го користи, и дневните дози за ова растение се само некој си 3 сантима, 2 сантима или речено во грамажа околу 30 грама, кои што ги задоволуваат сите потреби на еден здрав човечки организам. Рековме дека сте единствен сега во Македонија, рековме дека обезбеден пласман во странство. Се исплати ли оваа работа? Секако ова се високодоходовни растенија и има вложувања поголеми, меѓутоа пласманот е загарантиран и високи се цените за откуп. Така, што ќе им препорачате на граѓаните, каде можат овие да ги најдат растенија освен на вашата плантажа тука? Па веќе во малопродажба ги има во поголемите маркети, во подобро снабдените продавници, така да се шири мрежата на наши Да, добро. Во ред, јас благодарам господине Милановиќ. Студио, веќе се запознавме со два нови производи, тоа е од овошје и зеленчук, кои што верувам дека веќе и нашите гледачи, ако не денеска, веќе од наредните денови, ќе побрзаат до супермаркетите и ќе се снадат со нив, затоа што не само што се екзотични и по изглед и по вкус, меѓутоа имаат и лековити својства.